Благодарам, председателе, почитуван пратеник Илиовски. Прашањата кои што беа поставени се актуелни теми, граѓаните се заинтересирани и секако заслужуваат одговор. И јас ќе кажам што е различно тоа што беше порано и што е сега. И не само тоа што јас ќе го кажам, голем дел од тоа што ќе го кажам е нотирано во извештајот на Европската Унија, која што од секогаш па и сега прави сериозен мониторинг на работењето на јавните институции во Република Македонија. Правото и правната држава и како е подобрено во државата. Никогаш повеќе и нема да има, и ни овие 10 месеци немало интервенции во судството, договарање на пресуди, по телефон соопштување и ништење на цели семејства. Тоа никогаш повеќе нема да се случи во Македонија. Борбата со корупцијата е и како ефикасна и продолжуваме да унапредуваме со уште поголеми ефекти. Од сите 22 случаеви на убиства, почнувајќи од почетокот на 2017 година, иако ова влада од 1 јуни 2017 година ги наследија предметите, новите структури во МВР и продолжија да ги работат. Од 22 случаеви на убиства, само 2 не се до крај откриени, а продолжуваат со истрагата. Сите други се откриени, се знаат кои се убииците, спроведена правдата, а по одреден мал процент од тие се трага заради тоа што убииците се во бегство. Имавме такви случаеви, јавно се објавени и транспарентно граѓаните тоа го знаат. Прашањето е дали може да се откријат и Смилковско езеро, но и Кумановските настани до крај, и Никола Младенов, и сето тоа за кое што јавност и текако до денеска има сериозен интерес во нивното откривање. Прашањето е зошто некогаш претходната влада дури криеше убиство. И тоа го видоа граѓаните сите. И денеска да се игра со чувството на родители кои што ги изгубиле своите деца, за кое што власта апсолутно, обидувајќи се само да покаже дека е ефикасна во расветлувањето на случаевите, договарала апсење на луѓе без докази претходно. Таа иста власт се договарала како конечно после 10 месеци ба ги спакувала агенда, па ќе ја презентира пред колегиумот во МВР, за да има добра приказна за јавност. Ако Зоран Заев имаше конкретни докази, верувајте како секоја бомба, така и таа бомба ќе објави до крај. Но таму има сериозни индиции, кои што се моја обврска пред се како граѓанин, а во тоа време и како шеф на опозицијата, комплетно да ги предадам во институциите на системот, специјалното јавно обвинителство. И тие докази од почеток до крај, како и се друго што сум поседувал, се доставени до таму. Вклучително и таткото на едно од убиените момчиња. Имаше можност, заради тоа што се родители, да види како осомничено лице Фейзи Азири разговара со тогашен градоначалник Невзат Бејта, молејки да им помогне да му бидат исплатени субвенциите. И тој тоа го вида и сите, и така е предадено. Ги виде дури и тие телефони кои што наводно биле скриени. Зошто? Заради тоа што можеби немав право јавно да објавам вакви податоци, но имав право на некој родител кој што изгубил дете тоа да му го покажам. Сите тие материјали се доставени до специјалното јавно обвинителство. И заради болката, ако не друго заради тие родители, заслужува дополнителна истрага во овој случај, и има и дополнителни докази кои што треба да се истражат. И тоа е транспарентно работење, и тоа отчетно, изборуваме за се, апсолутно. И нема никакво криење. Така да, апсолутно поставувањето на ваквите прашања може да бидат само гол популизам, но транспарентноста во водењето на политиките на оваа влада никој нема да успее да ги одврати. Колку и да е нешто болно, колку и да е нешто тешко, колку и да е нешто секој невер во работењето. До крај, граѓаните заслужуваат одговори и од оваа влада ќе ги добиват сите можни одговори. А при тоа, Зоран Заев и било кој политичар во државата не смее да си дозволи да биде истражител и обвинител. Може да соопштува докази и факти, може да ги споделува со јавноста, но секако да го почитува законот и тоа да го прави. За Фени зборувате за корупција. За да во ваше време некој го препокривал работењето на Фени со испумпани повеќе од 50 милиони евра пари надвор од државата. 2 години да нема завршна сметка. Фени, еден од најголемите индустријски капацитети во државата. Некој да премижува на тоа прашање. И апсолутно тоа се најважните причини зошто Фени беше пред ликвидација.
кога дојде оваа власт. Со менеджментот на оваа власт се обидовме прво да го понудиме макар за 1 евро да го земат и во рок од 10 години да ги исплаќат оврските. Поради транспарентност и не заради ништо друго, успеавме да поттикнеме Вие поставивте фени и корупцијата, што било вие го поставивте прашањето, се држам до прашањето. Поради овие причини и корупцијата која што била удружена со власта, каде што бивши министер за внатрешни работи организирал превоз, каде што бивши директор на УБК бил главен и за руда од Албанија и за се што се работело во приватни компании. Затоа се денеска последиците, но не само за 1 евро. Створивме компетативност и во моментот 50 милиони евра пари од надвор се влезени овде, исплатени се банките, 90% државата е исплатена, 18% од други непокриени доверители се исплатени. И до крај до 100% ќе бидат сите исплатени. И гарантирана е инвестиција во репарации на печките и да му се даде иднина на пени. Заради тоа што е важно за државата, важно за кавадарчани, важно е за сите, важно е за Македонија. Вака се работат работите. Принципиално, честно и транспарентно. И затоа нема да има корупција и корупцијата ќе биде се помал. И ќе продолжиме да се бориме корупцијата и ќе има против корупцијата и ќе има владење на правото во Република Македонија. Посебно ако сите заедно се залагаме за тоа.